Начекор сме до животот во некогашната нормала, откако главниот координативен кризен штаб усвои повеќе заклучоци и одлуки со препораки на Комисијата за заразни болести. Според нив, клучно е носењето на маски во затворено, што за граѓаните е еднакво на враќање на слободата. По-слободно е сега. По-слободно? Да. Да, по-слободно е, само да е нема и короната, уште по-добро ќе биде. Па да. Мислите ли дека беше редно време да се тргнат маски? Па редно беше, ама посигурно да си ги носиме. Ја носам, па сега другите не знам дали носат. По-сигурно е ако се носе, поготово за нашата доба. Младите може да не носат. Елиминирањето на маските го отвара патот на училишните екскурзии. Тие можат да се организираат веднаш. Нешто кој особено е важно за учениците, но колку тие можат да бидат организирани. Мерките кои ги ограничуваат училишните екскурзии се тргнати, но многу е доцна бидејќи училишната година завршува, а за да се организира екскурзија потребен е одреден временски период. Пречки има и во екскурзиите кои треба да бидат организирани во странство, затоа што цените сега се многу високи, се уште постојат и рестрикции. Потенцираат од туристичката агенција. Сепак нормалата се уште нема да биде комплетна, бидејќи за организирање на свадби и влез во угостителските објекти се уште се потребни сертификати, нешто на кое повторно реагираат од Независната угостителска комора. Гледаме никаква логика затоа што зашто е парцијална мерката направена од страна на препораката на Комисијата за заразни болести, бидејќи целиот свет веќе очигледно оди кон работата да се укина целосно сите видови на сертификати, да се со цел да се овозможи нормално функционирање на луѓето и враќање на економијата на сите можни начини, поготово во угостителството и туризмот. 2 години откако маските станаа задолжителен реквизит, нивното време заврши, но ова не значи дека завршија и сите рестрикции од короната. Лекарите нагласуваат внимателност и понатаму зашто неизвестноста секогаш е присутна.